Македонија сплотена како никогаш досега во последните 15 години. Причина за ова е заслужената шампионска титула на Вардар. Ракометарите на Вардар се нови европски шампиони. Нашите ракометари во финалето во инфаркт завршница го совладаа ПСЖ со 24:23. Победничкиот гол го постигна Иван Чупик на само 2 секунди до крајот на мечот. ПСЖ израмни преку Нарцис, но му остави на Вардар 7 секунди за напад, кои на крај се покажаа како доволни за голема победа. Од центарот тргна Стоилов и додаде до Душебаев, кој додаде на левата крилна позиција. Таму Чупик го доби дуелот 1-1 со Генс Маер и се издигна на шут против еден од најдобрите голмани во светот, Кирио Мејер. На една секунда до крајот, хрватскиот ракометар ја затресе мрежата на францускиот шампион, што предизвика делириум на клупата на Вардар и на македонските навивачи, кои допатуваа во Лангсес арената. Во полуфиналето Лука Циндрик ја израдува македонската јавност со гол во последните секунди против големата Барселона. Кире Лазаров и Борко Ристовски подклекнаа пред ракометарите на Раул Гонзалес и мораа да го признаат поразот од Новајлијата на Фајнал Форот. Таму репрезентативниот капитен го израмни резултатот на половина минута до крајот, а на тоа одговор имаше Циндрик, кој го совлада Перес де Варгас за прво историско финале на Вардар во Лигата на шампионите. Големата победа на Вардар, кој стана европски шампион по триумфот над ПСЖ, ги извади скопјани на улица. Многу автомобили со знамето на Македонија и на Вардар се упатија кон центарот на градот за да ја прослават на големо победата. Но не само во главниот град, се славеше во секој македонски дом во секој град. Но и да не заборавиме на човекот кој го направи Вардар голем клуб повторно. Клуб за кој овие денови слушна цела Европа. Радоста со хероите на теренот ја сподели рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Русинот во друштво на партнерот Орце Камчев беше на паркетот и со македонското знаме бурно ја славеше титулата во Лигата на шампионите. По долга и макотрбна работа Самсоненко и соработниците успеаа во сонот, а тоа е да се искачат на европскиот ракометен врв. Ракометарите на Вардар со триумфот над ПСЖ ја освоија европската круна и обезбедија место на мундијалот за клубови кој ќе се игра во Доха. Покрај нашиот шампион од Европа на светското клупско првенство ќе настапи германскиот Фуксе Берлин, кој е актуелен шампион. Дополнително ќе биде доделена и една вајлд карта, која најверојатно ќе добие европски клуб. Фуксе Берлин во минатогодишното финале го совлада ПСЖ со 29:28. Клубскиот мундијал ќе се игра од 25 до 28 август. Имено утре во 11 часот нашите шампиони ќе пристигнат во Македонија. Град Скопје најави дека ќе организира достоинствен пречек. Македонците со нетрпение го очекуваат утрешниот ден, а славењето од вчера продолжи и денес.